Германското министерство за внатрешни работи соопшти дека ќе донесе нов закон кој ќе ги обесхрабри германските мажи поради пари лажно да се прејавуваат како татковци на деца на мигрантки. Целта на овој акт, кој наскоро треба да стапи на сила, е да се реши долгогодишниот проблем со кој се соочува Германија. Со законот имиграцијските власти ќе може да го поништат државјанството на детето кое го стекнува веднаш по неговото раѓање, доколку се воспостави дека таткопството е лажно и се злоупотребува правниот систем. Властите регистрирале рекорден број на бремени мигрантки од африканските земји, Виетнам и од Источна Европа, кои на германците им плаќаат и до 5000 евра, за да се пријават како татковци на нивните идни деца, за да може да добијат дозвола за легален престој во земјата. Статистиките покажуваат дека само во Берлин се регистрирани околу 700 вакви случаи, што е далеку поголема бројката од просечниот во претходните години. Проблемот е што ова не е реална слика со оглед на тоа што се проценува дека има многу повеќе нерегистрирани случаи. Најчесто вистинските татковци не плаќаат алиментација, затоа што тие се социјални случаи при што државата ги презема сите обврски кон мајката и детето. Генерално, бегалците кои бегаат од политички конфликт можат полесно да добијат дозвола за престој во Германија, отколку што е тоа за мигрантите кои ја напуштаат својата татковина поради економски причини. Претходно, германскиот Бундестаг одобри построги мерки во однос на мигрантите, според кои властите имаат поголеми надлежности и може да побараат идентификација или депортација на луѓето кои се потенцијално опасни или не добиле азил.